Сега е време за колешката Елизабета Спасеновска-Дамјановска и рубриката Скопски агол, а тема на денешниот разговор е државната матура, односно полагањето на државната матура. Матурантите во саботата полагаа мајчин јазик, а за тоа како помина првиот ден од полагањето, но и за наредните три кои ги очекуваат матурантите, разговара колешката Бети. Бети, добро утро. Добро утро. Денеска се вклучуваме од Државниот испитен центар, каде што во саботата се одржа и првиот дел од полагањето на државната матура, односно првиот предмет мајчин јазик. На оваа тема разговараме со директорката на Државниот испитен центар Елизабета Нумовска. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро и до вашите гледачи. Еве, како што најавив, поводот што денеска сме тука е полагањето на државната матура. Како се одвиваше? Имате ли податоци колку ученици полага во саботата и евентуални податоци за нивниот успех? Значи, државната матура е огромен процес. Со него се опфатени сите средни училишта, односно учениците од сите средни училишта кои до 31 декември се пријавуваат за полагање на државна матура. Ова учебна година за државна матура се има пријавено 15.294 матуранти. Од нив 7.050 од гимназиско образование, 7.983 од средно стручно образование и 261 ученик од средното уметничко образование. Бидејќи огромен процес, Државниот испитен центар се подготвува подолг период, се беше навремено завршено, дистрибуирано како испитни материјали до училиштата и првиот дел од екстерното полагање на испити, односно задолжителниот предмет мајчин јазик, се реализираше многу успешно во саботата. Отпочна во 10 часот, заврши во 14 часот. Оно што ние како информации го добиваме од терен дека барем до овие моменти ниту еден ученик не се пријавил дека е отсутен од тестирањето заради изолација или корона. Оно што го возможуваме е доколку има такви ученици по приложено решение од Комисијата за заразни болести, за изолација или поради болест или заради болест на некој од член од семејството, да го достават во училиште. Училиштата ќе ги проследат до нас, за да можеме ние да организираме за тие ученици дополнителен термин на 25 и 28 јуни полагање на првиот дел на 25. Во моментот, најмногу што ме радуваше што ниту еден матурант не пријави дека е болен. Сите матуранти беа вклучени, со мали исклучоци заради некои други болести, на денот на полагање. Задоволни беа како се одвиваше првичните реакции се тие нивни, како се одвиваше полагањето. Тестовите, барем она што го слушам од самите матуранти, дека беа коректни, онака како што ги договаравме со Сојузот на средношколци да нема трик прашања. И сега следниот чекор што треба ние како институција да го правиме е тој материјал да се подели до екстерни оценувачи кои ги бираме на конкурс за секој наставен предмет. Тие наредниот период, некаде до 25 јуни, ќе ги прегледуваат нивните писмени работи кои се кодирани со баркод, значи не по име и презиме, има цели протоколи и процедури како сето тоа да се задржи објективноста на оценувањето. Ги прегледуваат тројца независни оценувачи, еден од друг, секој тест, па потоа се сумира конечната оценка и некаде до крајот на 10 јули ние ќе ги имаме конечните резултати од двата дена. Следуваат и уште на тестирање, нели ова беше само по еден предмет, за кога се закажани? Сега се тестираше по мајчин јазик, односно македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература.
Сега следниот петок, значи овој петок што доаѓа на 11 јуни, повторно во 10 часот, се полага вториот екстерен испит, односно изборниот предмет. Учениците таму се определиле веќе да полагаат англиски јазик, германски јазик, француски јазик, руски јазик, математика, естетика и филозофија. Мислам дека нема потреба да кажувам и колку по број на ученици се пријавиле, меѓутоа најголем број на ученици се пријавиле за полагање на англиски јазик, значи околу 13.500 матуранти, а математика само 1530 ученици, 1529 ученици. Тоа значи дека математиката не има многу силна страна на учениците. Се почитуваа протоколите за заштита од евентуално ширење на вирусот? Па, Државниот испитен центар веќе има доставено и помината е на Комисија за заразни болести протокол како да се постапува. Тој беше навремено дистрибуиран и до училиштата. Ние и јас лично и заедно со министерката Царовска направивме увид во неколку училишта. Гледаме дека безпрекорно директорите на училиштата, односно училишните матурски комисии внатре училиштата го изменаџирале овој процес и секаде беше обезбедено почитување на сите тие мерки од протоколот, дури и на влезот мерење на температура, на секој поединечно, задоволени сите услови за дистанца. Очекувам дека истото ќе се случува и во петок, ќе бидат обезбедени максимално можно сите услови за нивна заштита и да напоменам дека сите внатре во училиште возрастни, значи и тестаторите и наблюдувачите кои беа присутни на тој ден и самата училишна матурска комисија веќе има добиено 2 вакцини од кинеската вакцина и го имаат стекнато имунитетот. Така, споменавте дека ниту еден не се пријавил од матурантите дека е позитивен на коронавирус за да отсуствува од полагањето, меѓутоа исто така слушнав како велите дека има и други некои причини и болести поради кои што мал број од матурантите отсуствувале, дали и тие ќе можат повторно да им се даде можност и да го полагаат испитот? Па, матурата долго време се спроведува во нашата држава и не е чудо некогаш да се случи некој ученик да биде болен. Имавме пријава за операција од слепо црево на еден ученик. За сите тие, како и оваа година, така и во минатото, се организира и за оние ученици кои ќе паднат по некој од овие екстерни испити. Имаме и уште еден рок во август. Тоа е на 11 и 13 август, значи соодветно, додека роковите 25 и 28 јуни важат само во услови на пандемија, елементарни непогоди, во иднина, не дај Боже, поплави или нешто друго. Сега во овој случај така направивме измени во концепцијата да важат за заболени од корона. И некаде пред крајот на разговорот би ве прашала и околу соработката со Сојузот на средношколци. Знаеме сите и ние како медиум ги следевме случувањата кои што беа актуелни изминатиот период. Конечно се постигна договор, се испочитува овој договор, кажавте и вие. Каков е нивниот став? Имате ли никаква информација? Прво да кажам дека со Сојузот на средношколци, односно со Бленди Ходаи, имав одлична комуникација од моментот кога го запознав при преговорите кај премиерот, па до денес. Еве неколку дена пред самата матура му се јави да му честитам него лично, да му се заблагодарам за соработката и да му честитам, имаат нов председател таму, меѓутоа и него да му посакам успех при полагањето на матура. Слушнав, не видов, но слушнав по медиум и кажал дека се задоволни, дека сите протоколи и се она што било договорено е испочитувано. Ние се трудевме во текот на таја соработка како државен испитен центар и како образовни институции да излеземе во преслед на нивните барања, па дури и некои, еве како дополнителниот рок овој за, не дај Боже, заболени од корона, COVID-19, да имаме, ги додававме и ние самите за матурантите.
Мислам дека таквата соработка не само со Сојузот на средношколци, со сите матуранти, со сите средношколци ќе продолжи. Ние како државен испитен центар работиме со една поширока работна група во која се вклучени и средношколци, па дури новиот председател на Средношколскиот сојуз е дел од таа работна група, тие го имале делегирано кај нас, на нова концепција за матура, која е во крајна фаза на работна верзија, ќе биде широко дебатирана и пред вас медиумите, меѓутоа и со средношколците, и со високото образование, и со сите средни училишта, и по широката јавност, па ќе видиме како тоа ќе изгледа за наредните години, како ќе се полага матура. Јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг и за овие информации што ги споделивте со нашите гледачи. Благодарам, вратата за вас како медиум е секогаш отворена кај нас. Имаме интензивна работа, се надевам дека процесот на полагање матура ќе го следите и наредниот петок. Понатаму ќе продолжи полагањето на матура со интерните испити внатре во училиштата. Јас на сите матуранти им посакувам многу успех, многу среќа. Ова е испит на зрелоста, ја покажаја, го положија сега во петокот, да продолжат понатаму и да си се запишат на посакуваните факултети. Истото им го посакуваме и ние како редакција. Многу успех на матурантите. Ние со овој разговор се одјавуваме од пред државниот испитен центар. Бети, благодарам за твојот денешен разговор со твојата соговорничка. Освен матурата, како што спомнавте, токму уписот на факултетите ќе биде најголемиот предизвик за матурантите оваа година по овие две изминати пандемиски години кои навистина го изменија комплетно концептот на образование, бидејќи го споменавте новиот председател на Сојузот на средношколци Лука Павичевиќ е новиот председател, но ќе го имаме овде во студиото откако ќе се официјализира овој избор. Ние како утренски брифинг веќе стапивме во контакт и со новиот лидер на средношколците, па секако во наредните денови ќе го имаме и овде во студиото. Бети, ти благодарам за овој разговор уште еднаш.